Најдовиот оброк на денот или нови минути во кои што сакаме да дадеме добри препораки за тоа што можете да внесете како новина во вашата кујна или во вашето секојдневно мени. Се служивме со Симона, инаку Симона Коруновска ни е во студиото и во кујната, наш познат нутриционист, дека сите вие некако подобро реагирате или сакате брзи, едноставни рецепти и многу помалку време или да поминуваме во кујната, ама пак на крајот од денот да сме заситени и да ни се задоволени нутритивните потреби. Ова е Симона и Симона, драго ме што се гледаме и во оваа нова година. Добре ни дојде. Добре ве најдов, Цеца. Мило ми е што повторно ме викнавте да бидам ваша гостинка. Да, ова и нема да биде последно дружење. До крајот на сезоната сигурно ќе се дружиме уште неколку пати. Она што денеска го имаме на мени е чоколадно смути. А кој би можел да одолее на чоколадно смути, Симона? Никој. Верувам дека смутито е присутно кај голем дел од граѓаните. Тоа веројатно и твоите клиенти го потврдуваат. Некако стана навика во последниве години и добра навика, нели на брзина да се направи некаков оброк, но овој пат тоа ќе биде чоколадно смути што само ја зачинува целата ситуација и прави малку дополнителна провокација за оние кои што ќе го направат. Да, ова ми е всушност едно од омилените смутија кои што често знам да ги направам и за себе, кога ми се јаде благо, сакам да биде нешто во, да речеме, поздрава варијанта, а да не биде чоколадо. Во граници на нормала. Да, сепак да вметнам нели некое овошје и растителни влакна во ужинката или може дури да биде и вечера. Така. Што од намирници ни се потребни? Потребни ни се всушност само неколку работи. Значи, потребно ни е млеко по избор. Јас во овој случај користам нискомаслено кравје млеко, затоа што има и грчки јогурт, па нема поента да користиме растително. А ако некој има проблем со анемија, може значи слободно да го прескокне грчкиот јогурт и да го замени со растително млеко, зашто остатокот од намирниците не се прилично богати со железо. Добра. Значи имаме грчки јогурт, овој кој што јас во моментов го користам е 0%, за да има оброк од помалку калории, а ако некој се обидува да качи телесна тежина или ова да му замени оброк, може да додаде и со повисока маслено, со 2 или од 10% на пример. Имаме какао, имаме путер од кикирики. Луѓето најчесто се поделени во однос на путерот од кикирики, да, или зошто во која смисла? Или го обожаваат или не ќе да го видат. Сега јас сум од тие што го обожаваат, како што можете да забележите. Па гледам и поголема количина, мене некој пат ми пречи малку доминантниот вкус кој што го има и гледам така во помала количина да го ставам, ама ти гледам баш го сакаш. Многу го сакам, ама интересно за него исто така е што всушност кикириките не се јаткасти плодови. Како тоа? Кикириките спаѓаат во легуминозен зеленчук. Ајде малку да подобјаснеме. Вака, значи претежно нели апетисани кога ставаме, кога имаме гости, кога грицкаме, тука влагаат бадеми, индиски ореви, лешници, кикирики. Меѓутоа кикириките не се дел од оваа група. Кикириките спаѓаат во групата со грашак, леќа и сите оние работи кои што по принцип луѓето и не ги обожаваат. Добро, ама од друга страна кикирики обожаваат. Да, за да ги грицкаат, путерот од кикирики, да, има малку поинтензивен вкус и има и доста калории, па затоа може да се замени со бадемов индиските имаат така поизбалансирани. Може ли малку во однос на составот и во однос на бенефитот по однос на здравието за путерот од кикирики. Некако последниве години многу се провлекува во исхраната на луѓето и нутриционистите го препорачуваат. Од друга страна пак е лесно достапен, важи за еден од поевтините заради тоа што нели цената на путерот бадеми или лешник е драстично повисока од ова на путерот од кикирики. Сакам да кажам дека секој може да си го дозволи, ама зошто е добро и колку често во дневната исхрана или можеби на неделно ниво треба да го внесуваме за оние кои што си го практикуваат? Па путерот, затоа што не треба ни да се претерува. Да, путерот од кикирики општо, значи сите путери од јатки, интересно е да се додаде дека луѓето често претпоставуваат дека имаат некакви додатоци затоа што имаат многу долг рок на траење. Меѓутоа путерите јас лично ги обожавам затоа што мнозинството од нив достапни на нашиот пазар во составот се 100% кикирики, например 100% бадеми, 100% индиски ореви. Имаат многу долг рок на траење сами по себе затоа што имаат всушност многу голема количина на масти. А бактериите не обстануваат во масти и затоа имаат долг рок.
некогаш се случува дури на самата амбалажа да забележиме тенко слојче на масло одгоре. Да. И тоа е всушност многу добар знак. Тоа ни индицира дека путерот е 100% природен. Само треба да го загрееме убаво затворено, да не влезе вода и пак долго ќе ни трае. Таа масленост тоа укажува всушност. Да, затоа што се нели многу масни, а масните се всушност онаа група на макронутриенти кои што има најмногу калории. Тоа значи дека истите се многу калорични. Меѓутоа ова не ги прави помалку здрави, затоа што имаат многу витамини и минерали, значи особено путерот од кикирики, да, има прилично многу масти и е многу калоричен. Меѓутоа во мала количина треба да го вметнуваме во исхраната затоа што мастите се многу важни за правилно функционирање на телото, особено овие здрави масти. А освен што се важни нели за ендокриниот систем и хормоните, особено кај жените, во обруците важно е да имаме мала количина на масти затоа што тоа ќе ни помогне со подолго држење на ситоста по оброкот. Значи препорачуваш и на дневна база да се користи, нема Лично јас и на секој дневна. Ти си пример. И со лажица. Добро. Стигнавме и до овесните снеголки, така? Тоа беше следното што ќе го кажавме. Овесните снеголки се всушност брза варијанта на варениот овес. Значи нутритивно нема некоја огромна разлика, меѓутоа класичниот овес би требало да го киснеме, да го вариме и тоа е еден подолг процес и не секој има време тоа да го направи. Во однос на нутритивни вредности има разлика? Многу мала. Многу мала, меѓутоа многу е поверојатно дека овесните снеголки ќе ги вметнеме зашто се нели практично припремени, а ако треба да вариме овес ќе биде леле, имам ли денеска време, треба да одам на работа и затоа ги преферирам често и нив. Значи има ситни, има крупни овесни снеголки, нивните нутритивни вредности апсолутно не варираат. Може да се покиснат со, не знам, топла вода, да се сварат, да се остават од вечер и да се додадат во мал милион работи. Може да се додадат во смутиња за да ги направат како комплетен оброк. Јас лично многу ги сакам, затоа што... Може како брашно, па некоја друга варијанта да се направат. Да, буквално ги има во милион варијанти. Имаат многу растителни влакна, имаат и растителни влакна кои што се растворливи во вода, односно тие се бета-глукани. И тоа ги прави многу здрави за дигестивниот тракт, дури за оние лица кои што имаат некаков дигестивен проблем, како не знам, да не набројувам посериозни заболувања. Тие се безбедна варијанта. Одлично, значи препорачани за секоја категорија на луѓе. И она што ни е последната намирница е бананата. Зошто банана? Банана, затоа што е едно од најчестите користени овошја во светот. Сите нели дома ги имаме, сите ги имаме адаптирани, ако се тропски, значи практично си се тука наши и на секоја смути даваат, не знам, кога станува с брза вкус, особена кремавост и така убав вкус. Исто така, бананата, за неја е интересно, нели како старее, практично како зрее, станува помека. И тоа е токму поради тие растворливи влакна кои што ги спомнавме кај овесните снеголки. Како поминува времето, тие се раствараат нели во осмотскиот процес во бананата и бананата станува помека. И со тоа и поздрава може би или не? Варира во однос на нивото на шеќер. Позелените банани имаат понизок гликемиски индекс и помалку шеќер, додека зрелите имаат повисоко ниво на шеќер. Меѓутоа едните и другите се многу здрави и се препорачуваат затоа што се едни од најлесните овошја за желудникот. И се особено здрави за дигестивниот тракт, содржат многу калиум. И се одлични, нема кој не ги сака. Апсолутно. Ајде да преминеме, откако испрезентиравме се што ни е потребно, а тоа се само неколку намирници, иако рецептот за вкусот ќе го видите испишани на екраните, може да преминеме, ќе подготвиме едно чоколадно смути. Чоколадната варијанта ќе дојде веројатно од комбинацијата на какао со путерот од кикирики. Да, грчкиот јогурт дава екстра кремавост и ќе биде... Јас дома најчесто ова смути го правам со замрзната банана, меѓутоа сега тука не сум во можност. Многу луѓе знаат да кажат дека замрзнатата банана дава многу поинаков шмек од обичната. Вистина е тоа? Да, јас конкретно секогаш замрзнувам банани затоа што се случува децата да ги гризнат и да ги остават. Да, и нормално не сакам да фрлам храна, ја сецкам, ја ставам во фрижидер, ја замрзнувам и секогаш кога има опција за смути, добра идеја, ставам замрзната и освен тоа прави, не знам, комбинација некоја многу слична на милкшейк.
Значи во лето Јас не сум пробала, ама ова го имам слушнато како коментар од многу места, дека се Секогаш мрднатата имам, банана, еве и од зад камери потврда, дека прави многу голема разлика. Така што не фрлете, тоа во никој случај често го потенцираме храна воопшто да не се фрла, да и се најде начин како да ја реупотребите, а особено па не еве во ваква ситуација како што кажа ти, економски страшна. малку гризната банана поставена, потоа оди во замрзнач. Да. Значи ја ставаме бананата, го ставаме грчкиот јогурт, распоредот на намирниците и не е важно како ќе се стават, го ставаме какаото. Мојот омилен нели путер од кекирики. Цеца да знаев дека не го сакаш, ќе донесав од бадем. Не дека не го сакам, само не го сакам во енормни количини, како да кажам. Сега ти нема да го ставиш ова цело, јас се исплашив кога не се плаши. колку има тука, а која количина ќе ја правиме заради тоа? Не, ставив помалку. Ставив помалку весните снеголки, кои што дополнително ќе дадат густина. Например, во зависност од вкусот, количината на намирници може да се комбинираат, од некој повеќе, од некој помалку. Нормално. Се е по вкус? Да, од прилика сега 200 мл млеко. Добро. Што испрев малце? Не е никаков проблем. Изчистиме. Ќе изчистиме. Таква е и шолјата, не се... Ето така. И тоа оди на блендер. Блендираме. Да. Се снајдеш со нашиот блендер, многу е предизвикувачки за гостите. Ајде да пробам. Сега ќе видиме. Да. Го вртиш само, исто како. Добро сме изблендирале, да. Добро, споменавме за густината, можеме и да си... Да, може да се додадат овесни снеголки, а исто така може, ако некој има зголемена потрошувачка на протеини, односно активна вежба, може да си додаде и протеин, па во тој случај би можело да послужи како комплетен оброк. Ете така. Вака. Значи... Сега чашката не ни е бела, меѓутоа можете да баш да забележите дека е чоколадна бојата и свесата која што ја добивме. И ова е нашето чоколадно смути кое што го даваме како препорака токму денеска во денешниот оброк на денот со Симона Коруновска. Имаше нешто да додадеш, мислам да прекинав? Содржи околу 240 калории, што го прави практично совршена ужинка. Ако малку поиграме со количините, може да биде оброк. Има околу отприлика 10 грама протеини, кои што дојде од грчкиот јогурт. И тоа е тоа. Симона, како започна годинава за тебе во поглед на работа и дали имаше многу повеќе работа со оглед на тоа што беа празници? Дали на нашиот народ генерално му треба така малку да ги поттикнеме постпразнично да се вратат на добрите навики кои што ги имале? Или оние кои што си вежбаат или практикуваат здрав начин на живот, верувам дека не се опуштаат можеби ни за време на празниците. Па се опуштаат, сите се опуштаат за време на празниците и тоа е апсолутно нормално и е едноставно дел од животот. Значи тоа е здраво живење. Апсолутно никој не ме бараше до 14-15 јануари стара нова година, меѓутоа после тоа сите, затоа што сваќаат дека малку претерале, дека треба да се воведе ред, нели? Нова година, нови навики. Веројатно телото веќе им зборува само за онаму каде што претерале. Да, најчесто е подуеноста, задршката на течности и недостатокот на енергија. И сите клиенти кои што ми кикснале за време на празниците се враќаат и ме викаат: "Лела, колку ми беше убава кога си јадев тоа што ми кажуваш. Ајде нешто пак да направиме." Да. Колку ти како експерт во оваа област знаеш да се опуштиш? Да, јас знам да се опуштам и иако сите мислат дека јас, не знам, не јадам ништо што не би требало да јадам, всушност ја јадам апсолутно се што ми се јаде. Мислам, не можам да одолеам на моментот баба ми да прави кифлички, нели? Јас да не каснам или на некој од децата да им е роден ден, јас да не каснам торта. Меѓутоа, можам да кажам дека 90% од времето се придржувам. И сметам дека успевам така, затоа што е клучен моментот каде што јас не се водам толку ригорозно. Значи, за мене не постои добра и лоша храна и намирници кои што се лоши и се забранети. Освен конзерванси. Значи,
само тие не ги сакаме вештачките бои. Веројатно, како и за се во животот, така и за ова треба баланс. За се треба баланс. Тоа е тоа што му е потребно на телото во секој момент. Симона, ти благодарам за убавиот разговор и за уште поубавиот рецепт или оброк на денот кој што имавме денеска со тебе, многу брз, здрав и споменавме нутритивно богат. Оние кои што сакаат може да го подготват во варијанта на ужина или во варијанта на целосен оброк, така реков? Да. Ти благодарам, Цеца, им благодарам и на гледачите, а исто така би сакала да додадам дека за вакви брзи оброци и совети слободно може да ме заследат на Инстаграм или на Фејсбук, подпишана сум Инста нутриционист, па да најдат инспирација за понатамошни оброци. Апсолутно. Слушнавте се што треба да слушнате токму денеска и во денешниот оброк на денот. Ви благодариме многу за вниманието и се надеваме дека ова чоколадно смути ќе се најде на вашето дневно мени. Поздрав!